екипата на Добро утро секој утро на телевизија Алфа ве поздравува од улица Рузвелтова, поточно од Концепт 37, каде што во саботата на 25 ноември беше отворена првата самостојна изложба на младата уметница Лора Јовановска. Во следниве минути ќе имам задоволство да ви ја представам оваа млада девојка која со неполни 18 години успеа да ја направи првата изложба со 24 извонредни слики кои што ги воодушевија присутните на отварањето на изложбата. Лора, добро утро и честитки за твојата прва изложба. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Ви благодарам многу. Може ли да те замолам да се представиш накратко на нашата публика? Јас сум Лора Јовановска, имам неполни 18 години и учам во Раде Јовчевски Корчагин и сум млад уметник кој што ја направи својата прва самостојна изложба. Она што е интересно, што сите 24 изложени слики на оваа изложба се настанати токму во оваа тековна година 2023, но твојата љубов и страст кон уметноста почнува многу порано. Кој го откри твојот талент за сликање? Па најпрво мојот талент за сликање го откри мојата наставничка во основно, која што ме поттикна да цртам. Но подоцна се разби мојата љубов кон уметноста и талентот го открија моите две баби, Јелица Јовановска и Боријанка Цветинова. Тие ме поттикна, купуваа материјали, цртав за нив, а подоцна моите родители секако ме поттикнаа да продолжам и да ја развивам мојата љубов во нешто поголемо. Сега кога веќе се случи и официјално твојата прва самостојна изложба, може ли малку да ни раскажеш за техниката на изработка на овие слики, за мотивите што најчесто ги користиш и за начинот на кој што ги создаваш твоите уметнички дела? Мојот мотив за цртање го црпам од секојдневните настани што ми се случуваат во животот, од пријателите, од роднините, самата себе најмногу. А техниката која што ја користам е уле и акрил на канвас, дел е на хартија, но повеќето мои слики се на големи канваси и повеќето се акрилна техника. Гледаме неразлични мотиви на овие слики што се изложени тука во Концепт 37. Можеш ли да ги поделиш во некакви групи и што најчесто користиш како мотив? Па мојот мотив, како што кажав, беше самата себе и секојдневните настани. А како можам да кажам дека најмногу се пронаѓам во експресионизмот, но имам дел од реализмот, а сега во модерно време се бара и многу кубизмот. Но генерално најмногу ја се пронаѓам во експресионизмот и реализмот. Провејуваат свежи, јаки бои, ведри тонови, но забележуваме и слики во кои што доминираат потемните бои. Потемните бои, како што е пантерот, ме мотивираше да го нацртам бидејќи пантерот за мене е омилено животно, бидејќи означува моќ, мистичност и сметам дека секој во себе има таква енергија како што е пантерот. И сметав дека тој таквата боја, темната боја, ќе развие некоја енергија, таква моќна енергија, што би рекле. И ќе се мотивира некој да речеме, да ја гледа, да пронаоѓа нешто во неа како во себе. Колку си задоволна од отворањето на изложбата, од посетата, но и од реакциите на публиката кога ги видоа сликите изложени тука во овој простор? Јас сум презадоволна од отварањето на изложбата, секако и од поддршката на моите пријатели, роднините, мојата фамилија најмногу. Сите беа презадоволни и им благодарам многу за големата поддршка, најмногу и на пријателите, кои што ја посетија и беа презадоволни од сликите кои што
беа нацртани. Инаку да кажеме дека изложбата е со продолжен карактер, па дали веќе постои интерес и дали дел од сликите од изложбава си најдоа нови собственици? Точно така. Сите слики од оваа изложба се од продолжен карактер. Дел од сликите си најдоа своји купци и јас сум задоволна што има интерес во моите слики. Делот од кубизмот имаше многу интерес во кубизмот и исто така во трилогијата која што имав нацртана, која што е дел од експресионизмот. Така, до кога ќе биде отворена изложбата за сите оние што сакаат да ги видат сликите? Изложбата ќе биде отворена до 10-12. Ако секој кој што сака да ја посети изложбата и да ги види моите слики, може да дојде во Концепт 37 и да ужива во гледката и во сликите. Откако ќе биде заокружена изложбата на 10 декември, како може да те пронајдат тебе, односно твоите уметнички дела, сите оние што сакаат да ги видат или да ги имаат сликите? Па може да ме пронајдат на моите социјални мрежи, на мојот Инстаграм профил, а и на мојот Фејсбук профил. Подпишана сум под Јовановска арт. Секако таму може да ги видат моите најнови дела, кои што ќе бидат изработени, а можат и да направат нарачка. Лора, и она што ме интересира, бидејќи си многу млада, како реагираат твоите соученици, твоите врсници на ова што го правиш? Дел од нив знаат дека јас цртам, но дел од нив не се и секогаш се изненадени кога ќе им кажам дека цртам и велат како успеваш, како постигнуваш. Секако тоа е љубов, кога има љубов за нешто, секогаш се успева. Како ти изгледа еден ден? Значи, заминуваш на училиште, се враќаш дома, прво ги завршуваш училишните уврски или прво се фаќаш со четките и со твоите канваси, па потоа учиш? Што повеќе те? Повеќе, мојата љубов, генерално, мојата љубов е цртањето. Така што сметам дека кога ќе дојдам јас од дома, од школа, јас одма се фаќам за мојата работа, односно започувам со цртањето, а подоцна ги завршувам моите училишни обврски. Веројатно токму тоа те полни со енергија и со еден позитивен дух и ентузијазам да ги завршиш и редовните училишни обврски. Си размислувала ли можеби за изложба и во рамки на твоето училиште, Раде Јовчевски Корчагин? Се уште не сум размислувала, но тоа е добра идеја и сметам дека може во иднина ќе се оствари тоа. Зошто токму Концепт 37 како изложбен простор за твоите уметнички дела? Концепт 37, самиот простор, атмосферата која што има овој кафич, ова место беше, сметав дека беа с моите слики толку компатибилни со самата енергија на ова место и сметав дека ќе бидат, да не речам, ќе се совпаѓаат со сета енергија, со луѓето кои што доаѓаат во ова место и уживаат и така. И сега гледаме дека навистина е така и идеално се вклопја во овој амбиент и се совпадна енергиите. Верувам дека со ова прва самостојна изложба, Лора, се оствари еден твој голем сон, што сигурно веќе раѓа нови амбиции за следни уметнички дела и за следни изложби. Какви се твоите планови за иднина, со оглед на тоа дека си навистина многу млада и пред тебе се безброј патишта кои што чекаат да бидат изодени и откриени? Точно така. Следните мои, да не речам, вие велете патишта, јас спремам, моментално работам на еден прекрасен портрет за едни прекрасни луѓе, но се надам дека и 2024 ќе дочека уште една моја изложба, која што ќе биде спремена во текот на јануари. Ти честитам уште еднаш за остварената прва самостојна изложба. Ти благодарам за одвоеното време, за пријатниот утрински разговор. Благодарам и на вас. А вас, почитувани гледачи, ве оставаме и понатаму да уживате во убавите уметнички дела на младата уметница Лора Јовановска. Од нашата екипа, убав ден, останете и понатаму со утринската програма на телевизија Алфа.